Овој закон е резултат на проблемите кои што ги имавме во општеството. И овој закон има намера да биде дел од реформата во медиумите. Владата нема намера никако со овој закон да направи дополнителни проблеми во општеството, во начинот на функционирањето на новинарската професија и особено во начинот на работењето на медиумите. Токму затоа се овие јавни расправи. Кога велиме дека целта на законот е да ги професионализираме и департизираме јавниот сервис и Агенцијата за медиуми, тоа е вистинската намера и за таа намера сте информирани сите, па дури и поединечно во овие 2 години. Сум имал многу средби и со представниците на националните телевизии, Сдруженијата на новинари, етичките комитети, другите приватни медиуми, ЗАМП и така натамо, се со цел да ги слушнеме информациите и размислувањата на секој од вас. Меѓутоа, законот треба да го донесеме, затоа што некој ќе рече и претходниот е добар. Па ако е добар, зошто овие девијации ни се појавија и зошто имаше толку искривување на законските решенија? Не значи дека и овој ќе биде идеален, но затоа заеднички ќе бидеме тука да го мониторираме. По донесувањето на законот ќе формираме работна група, која што еднаш месечно представници на владата и невладиниот сектор, сите заинтересирани чинители ќе седнеме и ќе наблюдуваме каде се појавуваат дефектите.